Уважувани гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. И како и што ни е редот, секогаш имаме гости кои што секогаш ни нудат нешто ново, нешто интересно, или пак се запознаваме со некои нови професии, или пак едноставно некои навики на луѓето кои што можат да не посоветуваат и да научиме нешто ново. Како и да е. Моите денешни гости се секогаш добродојдени и секогаш радо видени во нашето студио. Во прашање се господинот Сашо Костовски, ВД директор на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Така, добро утро. И господинот Роберт Цветковски, стручен соработник при Центарот за култура од Кованово. Така, добро утро, добро утро и на вас. Како сте ово утро? Топличко, фино, работно. Така, работно, од друга страна имаме многу убаво време, велат ни доаѓа пролета. Расположени и за работа кога ќе почнеме со сонце. Да, сигурно, за уметност и кога времето е убаво е посебно убаво да се работи. Еве вака, значи, не имавме убава соработка минатата година и со Центарот за култура и со театарот. Значи, сите оние активности кои што се случува во институциите како што се театарот и центарот, секогаш се трудевме медиумски да ги пропратиме сите настани кои што беа и да кажам дека навистина имаше плодна година, имаше многу убави активности, многу убави работи кои што можат да се видат, што се однесува до збогатување на културниот живот на нас кумановчани и сите оние кои на крајот на краиштот имаме желба да се надоградиме во тој дел, да дознаеме која изложба е актуелна, која книга, која промоција има, концерт или било што се случува што се однесува до културниот живот. Случајот со оваа година тек не очекува уште една година, јас се надевам дека сигурно ќе имаме убава соработка, ќе ја продолжиме таа соработка. Сега би сакала така да се потсетиме на онаа што беше атрактивно од прошлата година. Господине Цветковски, Центарот за култура, што беше нешто поатрактивно да се потсетиме од прошлата година? Па ние како што ние практика секоја година правиме некој рекапитулар. Во однос на она што сме го правиле, ако збориме, да кажеме, со јазикот на бројките, можеме да кажеме дека ја фативме таа долна граница, значи направивме 155 програми во текот на 2015 година. Од тоа да кажам дека направивме 23 изложби, 10 концерти на сериозна музика, 12 промоции на книги, 31 трибина. Оно што е карактеристично за таа програма која помина веќе во 2015 година се каже дека сите програмски обврски кои ги имавме, сите проекти кои беа поддржани од страна на Министерството за култура, ги направивме, успешно ги реализиравме. И секако дека во таа програма направивме и повеќе од тоа што бевме финансирани. Така да се надевам дека вашите гледачи беа дел од тие наши презентации, беа всушност самата публика која ги пратеше наставите и мислам дека барем јас така што имам некои сознание, реакции, дека реакциите се задоволени, се позитивни, да, се разбира. Со тоа што има многу повеќе области, сега има публика која што ги прати сите можни изложби, да кажеме, на публика. Има и специализирана публика која одредени сегменти прати, не се. Така. Убаво е кога ќе се направи рекапитулар на минатата година, сега сигурно си правите и кога веќе правите план за следната година, секогаш се наоѓаат и оние работи, нели, како сите ние што велиме, секогаш можеше подобро, секогаш можеше поинаку. Сигурно и се трудите да ги надополните сите оние пропусти што мислевте дека ако имало пропуст, сега ова или пак за да се подобри некоја одреден момент или одредена представа дека можела и на друг начин да биде. Па како да ви кажам, секогаш може подобро. Во нашата работа голем дел од самата организација многу зависи од самите финансии кои ги поседуваме за определен проект.
Тоа значи дека доколку имате повеќе финансиски средства, имате и поголема слобода, можете да отпечатите подобар каталог, можете да отпечатите подобра книга, Така. подобар плакат да направите, подобра покана, можете да си дозволите дури и да платите негде екстра, ако ви е многу битно, Така. некој телевизија за да ве рекламира. Што значи дека тоа е едниот аспект кој може да биде подобар, меѓутоа кој во голема мера не зависи секогаш од нас. Значи финансиите се, како што знаете, ние сме национална установа и во голема мера сме зависни од Министерството за култура на Република Македонија. А секако дека вториот аспект е и самата понуда на, ако така можем да кажем у наводници, пазарот на култура. Да. Значи во моментот може да се случи да се понудат добри писатели со добри дела, добри уметници кои во моментот излагаат во Скопје или во некој друг центар, па вие таа содржина да ја преземете. Меѓутоа, тоа се, пак да кажам, исто така работи кои на некој начин не зависат многу од нас. Оно што зависи од нас тоа е предлог програмата која ја праќаме секоја година до Министерството за култура и можам да кажам ова година дека во однос на некои сегменти е малку подобро финансирана нашата програма, иако се уште не ги знаеме износите на парите со кои сме поддржани. Меѓутоа во однос на некои, да кажам, компоненти, на некои области сме подобро финансирани него 2015 година. Така да јас очекувам дека од тие, на пример, 13 изложби што ни ги финансира, дека сите ќе успееме да ги реализираме. Музичко, сценски имаме 3 проекта, за промоција на книги имаме збирна една поддршка која накнадно ќе треба да се дефинира со конкретни наслови и со конкретни автори. Имаме нешто финанси за фолклорното друштво кое работи кај нас. Мислам дека малку нешто е подобрена ситуација оваа година и се надевам дека ние ќе успееме да успешно да го реализираме. Рековте музичко-сценски проекти, за кои проекти станува збор? За 2016 Да. 2016 имаме 3 проекта финансирани. Тоа е концертот на пианистката Дуња Иванова. Добре. Потоа финансиран е концертот на дувачкото трио на Татјана Караскаковска, тоа е обуистка која потекнува од нашиот град, од Куманово, и секако, како што секоја година не финансираат, тоа е финанси како помош на реализација на вечер со Трајко Прокопиев, значи вечер која е посветена на патронатот на Центарот за култура. Ако се сеќаваат вашите гледачи, лани имавме извареден концерт на хорот Мојска со на Скопје. Господин Рокостовски, она што секоја година некако не се одбележува, се заокружува, се завршува, е фестивалот на комедија, театарот, представите кои што навистина е убаво кога се случуваат представите. Ние бевме постојано во контакт. Не гостувавте, гостуваше и режисерот на нашата представа од Куманово на представата Идиоти. Го пратевме, навистина беше посетена, многу повеќе од очекуваното некако, се сеќавам дека немаше и доволно билети, имаше многу публика и така натаму и така натаму. Значи, освен она што, да кажеме, тоа беше некаде пред крајот на годината што се одбележа, сепак театарот имаше плодна година пред тоа. Да. Добро рековте, секоја година театарската публика е почестуваме во есенскиот период со фестивалот Денови на комедијата. Минатата година 2015-18 поред. Да. Со тоа што вие како ТВ Куќа К3 ја помогнавте промоцијата на фестивалот и представите и има голема заслуга за што рековте дека голем број на посетители имавме и успешни представи. Меѓу останатото и со ваша заслуга и ние сме благодарни за тоа. Но не само на фестивалот Денови на комедијата, театарот пред публиката се представи со 8 представи минатата година. Значи, една бројка што нас релативно не задоволува, како што рековте пред малку, со еден поглед навнатре, правиме проекции за следните години и така што следнава година ќе се обидеме она што ни е добра практика да го
задржиме или надминеме. Така што на мисла сме ова година да се представиме пред публиката со најмалку 8, можеби и повеќе представи, за да го задржиме тој чекор што не задоволува и нас и публиката. Така. Добро, ајде тука некаде ќе направиме музичка пауза, после која што ќе продолжиме со разговорот. Give me the funk. Funk. Pozitivo, ne negativo, pa negativo. Najdi si svoja sreća i ne ja baraj od onoj gore. A to što ti treba je samo amore, 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 amore. Dosadno, nemoj brate da je dosadno. Stupido, nemoj brate da je stupido. Daj malce pozitivo, so meso divo i ladno pivo. Daj malce pozitivo, nokautivo. Do koga će traje vreme vo, najizdišani baloni. Нагошливи бомбони и налажни лампиони. Чабе nije и секој трет да се вика Берлускони. Бела чао Берлускони, Јуве шампиони. Дај малце позитиво, со месо диво и ладно пиво. Дај малце позитиво, нокаутиво и здраво живо. Во банка позитиво, насида тестот су негативо. Во банка позитиво, насида тестот су негативо. Обратно, нема брате да е обратно. Опасно, тогаш братак е опасно. Обратно, нема брате да е обратно. Опасно. Позитивно. Documento dissidente perfetto Parlamento. Sicilia, mamma mia, polizia i mafia. Francesco Totti, Giovanotti, Ramazzotti, Pavarotti. Familia, mamma mia, polizia i mafia. I nemoj da mi kukaš дека немаш за манџаре. Немoj да си обично магаре, 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 магаре. Опасно, немoj брате да е опасно. Лудило, гледай брате да е лудило. Daj malce pozitivo, ne negativo, se negativo. Daj malce pozitivo, ne negativo, pa negativo. Najdi si svoja sreća i ne ja baraj od onoj gore. A to a što ti treba je samo amore, amore. Daj malce pozitivo, ne negativo, se negativo. Daj malce pozitivo, ne negativo, pa negativo. Daj malce pozitivo, ne negativo, se negativo. Daj malce pozitivo, ne negativo, pa negativo. Ете така, ние продолжуваме со разговорот, а гости во моето студио се ВД директорот на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев и господинот Сашо Костовски и господинот Роберт Цветковски, стручен соработник при Центарот за култура од Куманово. Разговаравме за театарот, за она што се случуваше прошлата година. А оваа година се разбира дека, како и што рековте, очекувате да ја надминете бројката која што била реализирана минатата година и се разбира дека секоја година е убаво кога барем се надеваме и се трудиме да го надминеме она што било реализирано. С оглед на искуството и на она што поминало од минатата година,
се вели убаво е кога луѓето учат на некои работи за да бидат подобри да се надоградуваат. Што за оваа година ќе очекуваме од театарот? Оваа година, превејќи проекција на изминатата година, не е тешко да се свати дека во Куманово најдобро проаѓаат комедиите, така што и оваа година сме во план да реализираме и ќе реализираме две комедии. Така. Првата веќе ја почнуваме на крајот на овој месец, Ревизор, познатиот Ревизор на Гоголј, секогаш во секое време актуелен, па и сега кај нас и во ова време. Ќе биде актуелен во режија на Андри Цветановски, еден од најдобрите млади режисери во Македонија моментно, во групата на најдобрите режисери. Така. А во септември ќе почнеме со Бега Еве женати втор дел. Кумановската публика се сеќава на првиот дел, навистина урнебесна комедија. Овој пат од Реј Куни, од авторот Реј Куни, а во режија на доајенот на македонскиот театар Коле Ангеловски. Така што мислиме дека со овие два проекти, со овие две комедии, ќе го задоволиме вкусот на најширокиот дел од нашата публика. Инаку, освен овие два проекти, две комедии, планираме да се представиме пред публиката и со една вечерна представа во наша собствена продукција, значи финансирана од собствени средства. И веќе овој месец ја почнуваме со подготовка детската представа Волшебникот од Оз, исто така финансирана од собствени средства, со што доаѓаме до бројката 4 и со две представи од албанскиот театар, затоа што веќе вашата публика знае дека, вашите гледачи знаат дека во состав на нашата институција работи албанска драма. Истата бројка и од ансамблот на театарските дејци од албанската драма ќе ја достигнеме посекуваната бројка за оваа година. Во секој случај, планираме и гостувања на некои други драмски куќи со куклени представи, со детски новогодишни представи и планираме богат репертоар за широк круг на посетители, од најмала до најголема возраст. Дали планирате нешто гостување надвор од нашите граници? Да, и минатата година на тој план бевме активни. Една наша представа аудиенција од Вацлав Хавел во режија на Мирослав Петковиќ гостуваше во Силистра во Бугарија. Веќе сме во преговори истата представа да оди на меѓународно представување, но не би сакал да преюдицирам затоа што уште се преговорите во тек, а некоја представа веројатно пак ќе оди во Бугарија, гостувања планираме, тоа сигурно ќе го реализираме на домашните сцени, задолжително гостување на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп во јуни, така во Штип на детскиот фестивал Малиот принц и барем во 3 места во кои нема професионални театри планираме гостување во оваа година. Минатата бевме во Кавадарци во Кочани. Оваа година во план сме да посетиме исто така 3 града во кои што нема професионален театар, за да се представиме како професионална куќа и пред овие градови и нивната публика. Добро, бидејќи господинот Мирослав, режисерот на Идиоти, нашата представа кумановска, гостуваше во неколку наврати во нашата телевизија и што беше многу интересно што на прашањето кога го прашавме дали нешто ќе очекуваме од него оваа година или како следен проект, слушавме дека ќе го гледаме како актер. Дали оваа година имате нешто најавено? Дали ќе го гледаме како актер или повторно нешто ќе ни режира? Па еве во оваа прилика ќе го поздравиме Мирослав и останатите членови на ансамблот на Кумановскиот театар. Ќе го гледаме како актер сигурно, веќе во Ревизор од Гоголј ќе го гледаме како актер. Сите вклучени во организацијата во театарот го убедуваме да не почести барем со уште една представа, со уште една режија, така што мислам дека нема да вложиме многу напор за да го убедиме оној човек што сака да направи нешто. Па сигурно, кога веќе
кога веќе имаме видено што може да направи, Да. и кога видовме каква гледаност има и на каков прием најдека нашата публика, на вистина, значи, Да. постои ентузијазам многу голем, постои желба и што е многу битно, постои квалитет. И екипата едноставно, тимот со кој што работеше беше на вистина некако компактен. Така, имаше многу добра енергија на представата Идиоти. Само првата вечер ја гледа 670 гледачи, а во наредниот период, значи тоа е период од 3-4 месеци, имаше уште 14 репризи и се уште е на нашиот репертоар, така што постигна успех. Аудиенција дуодрамата исто на Мирослав Петковиќ со двајца наши многу добри глумци, многу добра представа. Имаше 7, така што и Мирослав како режисер минатата година се покажа со две представи кои навистина беа успешни. Добро, ќе видиме. Еве ќе го поздравиме вака и се надеваме дека господин Мирослав веројатно ќе не почестите со нешто ново, но се надеваме дека и сигурно сум дека нешто си планира, но некако се уште не сака да не извести. Мислам дека ќе не изненади за некој нов проект. Господине Цетковски, минатата недела имавме гостување на едни членови или да кажеме господа од едно здружение за наречено Етно Ризница, кој што ја организира шопска свадба. Значи, целта на здружението е да се задржи традицијата со поглед на традициите кои што се случувале, да кажеме, во овој нашиот североисток, Куманово, Кратово, Криве Паланка, кои навистина имаме интересна традиција. И што рече еден од гостите, многу е важно да си ја задржиме традицијата, бидејќи некако живееме во некој време во кое најважно веќе да потенцираме кои сме и да кажеме дека навистина постоиме од многу одамна, дека си имаме и традиција и многу е важно да со покажувањето на нашата традиција, со она етното што она од секогаш било, што од секогаш е како традиција, повторно да го заживееме. И една убава намера имаат да организираат фестивал во Куманово, некаде од 10 до 12, значи од прилика е тој датум. Сега доколку дојде до некои промени, мада мислам дека ќе се задржи тој датум, опрашање се 3 дена. Сега целта на фестивалот ќе биде ќе се одржува на градскиот плоштад Кајназ во Куманово. Во самата манифестација која всушност ќе биде саемски опфатено, со оглед на тоа што центарот, музеот, националната установа, градскиот музеј ќе биде опфатен и центарот за култура. Значи, осве што ќе има етномузика, ќе се работи на етномузика, ќе се потенцираат да бидат изложени и инструментите, значи инструментите кои се подзаборавени, кои исклучиво ја обработуваат или свират, да кажеме, старата етномузика, македонска музика. Од друга страна, етнопредмети ќе се барат, постарите предмети, да кажеме дали ќе бидат оние котлиња, дали ќе бидат предмети кои што се користеле порано, кои што навистина има колекционери во Куманово, кои што ги чуваат за тоа што се колекционери. Си ги чуваат предметите и во Центарот на култура да бидат изложени, да има неколку поставки тие денови. Дали ќе бидат фотографии, дали ќе бидат исто предмети, кои што се од сосема друг тип, да кажеме предмети кои што би можеле да се изложат, кои се по специфични и по нивната или слика или предмет или сочувани изрезбарени уметнички слики или резби од дрво или резби од глина. Да кажеме се она што влегува во за кое што е потребен некој изложбен простор како што е Центарот за култура. Значи, ве спомна вас како центар, со тоа што сигурна сум дека постоеле одредени разговори, но сепак нели рано е се уште да прашуваме што и како ќе бидне. Но ми беше многу драго. Имаме еден контакт остварено и начелно имаме договор дека ќе ги поддржиме. Секако Центарот за култура секогаш кога се работи за презентација на материјалната култура на Македонија, секогаш сме излегувале во пресед. Меѓутоа за некакви датуми или за нешто, мора да ви кажам дека не сме разговарале се уште, веројатно во наредниот период ќе се договориме поконкретно. Јас сега би искористил можноста преку телевизија да
апелирам на организаторите тоа да се случи што поскоро, Така. за да можеме да попрецизно да утврдиме некои Да. работи, бидејќи па и ние од друга страна баш во тој период, значи периодот април, мај, јуни кај нас е многу експлоатиран. Да. Поради тоа што веројатно знаат вашите гледачи дека имаме проблеми со грејење, потоа преку летните месеци е многу топло. Значи овие месеци пролет, есен, Центарот за култура навистина е препол со програми, скоро секој втор ден нешто се случува. Така. Меѓутоа, јас верувам дека она што можеме ние да помогнеме во односно на реализација на тој проект, сигурно дека ќе го направиме. Така. Убаво е и покрај тоа што ете сите некако и во разговорот кога разговаравме, освен на што беше представникот од Сдруженијето, беше и представникот од Македонската телевизија, кој што треба да бидне програмски уметнички директор во прашање Орце Гелевски од Македонска телевизија. И некако низ разговорот го разговаравме дека имаме време, дека има време за да се започнат подготовките и така натаму, но некако јас велам ние дали по менталитетот сме такви, се некако ставаме за последен момент, се некако имаме време, ама пак ги чекаме тие последните минути. Јас велам дека кога веќе ќе се постави одреден проект со датуми, ако веќе зборуваме за датуми, ако сме вржени со датуми, значи веќе треба да се започне со организација на активности. Значи да се постави еден ред и сега да кажеме овој месец ќе се работи на тоа, на ова или на она и веќе се работи се приближуваме до самата реализација. Така да би сакала еве и до граѓаните и до сите вие кои што поседувате се она што е во етно стил. Значи, дали е тоа стар предмет, сочувани многу убави, јас колку што познавам, неколку семејства кои имаат многу убави глинени изработено стари сочувани вазни или било какви како оние стари бокали за вода или за вино или оние глинени мали садови од кои што се јадело порано, не овие што денеска ги имаме, значи што не е тоа оригинал што би требало да излезе, да кажеме, на еден таков етно фестивал. И од друга страна сите вие кои што поседувате нешто што ќе биде многу интересно. И знам дека сигурно ќе биде фестивалот многу интересен, многу невообичаен, а дури тогаш ќе излезат сите оние работи кои си ги чуваме дома, да се покажа дека сепак се сочувани, дека сепак траат со генерации. Убаво ќе биде и нашиот колекционер на македонските носи, господин Злате од села Ржановци, кој што навистина има многу богата колекција на носи кои што со години ги чува и што е многу интересно ги надоградува носиите. Знам дека му на неколку носи му недостасуваше елечето, дел од носијата, па го пронеде во еден дел од Македонија, па на другиот некој тип на марама или на ешарпа, некоја што треба, па не знам, некој конец за навистина со години вложуваше и колекцијата е прекрасна. Навистина е убаво да се надоврзам дека ваква една поставка и во нашата институција би била интересна не само за прикажување во денешниот глобален, но мал свет, туку и за нас еден поглед навнатре, затоа што нашите помлади генерации и не ги знаат предметите, како изгледаат. Не знаат зашто се користеле, точно. Така тоа се разни алатки или садови, како што рековте. Но интересно од повеќе гледишта, затоа што и ние не ги знаеме како се викаат, значи од еден лингвистички, од еден етнолошки, од еден културолошки аспект е интересна една таква поставка, што ние сигурно ќе ја поддржиме во рамките на нашите можности доколку се реализира. Да, така. Верувам и знам дека барем со нашата соработка со институциите како што е театарот, како што е Центарот за култура или пак музеот, навистина сме во контакт и со случувањето со се она што се нарекува актуелно и случување и се она што се случува во нашиот град, така да сигурна сум дека ќе имаме еден многу убав и богат фестивал, така да затоа и апелирам до сите вас да би можеле, например, да се обратите до
Ако немате идеја каде би можеле да се обратите со оглед на тоа што нашите организатори се или во Паланка или се по терен каде што всушност работат на фестивалот, можете кај нас да се обратите. Значи ние сме ви тука за контакт и би можеле да направиме една убава акција за да биде што побогато и што по атрактивно и верувам дека ќе биде најинтересно посебно за младите. Посебно за младите, бидејќи навистина сето тоа е посетување на едно време, на еден духот на времето ќе ни го пренесе. Значи, ќе можете да се створите една слика кога веќе ќе се наредите на една маса, да кажеме, шолички, чашки или тие садови или лажици, приборот и веднаш ќе си замислите една слика од едно време. Се разбира, секој со посебен изглед и со посебно име. Многу ќе биде важно како тој материјал ќе се презентира, како концепт ќе се направи. Сега јас не можам да навлегувам бидејќи не знам што мисли организаторот, меѓутоа само изложен предмет, значи без некаква додатна експликација, приказ на некој за самиот предмет. Сега тоа го оставаме на организаторите. Така, тоа е значи многу битно, инаку ако тоа биде така обемно како вие што зборевте, значи и нема баш многу време. Па јас и за тоа и реков, значи како што ние се сме навикани нека во последен момент да се организираме, затоа подобро на време. Па тоа го дали ние сме толку добри организатори, па можеме се на брзина да завршиме, не знам, може би нешто има и во тоа. Добро функционираме во временски тест. Да, кога ќе се најдеме во 5 до 12, тогаш супер изфункционираме. Се надевам дека ќе има, например, многу е важно кога веќе ќе се изложи некој предмет да пишува од кое време, кој се служел, од кога потекнува. Подобро е жив збор. Од моето искуство да 20 да има години, презентирање, да. Да, најдобро жив збор. Значи, дури напишан текст некојаш не помага многу, колку што живиот збор. Да. Па и можноста отворена на самата публика да постави некој прашање до презентерот, така да. Да. Ете, и тоа е една многу убава идеја. Ете, за тоа и треба, нели, многу порано да се организира, бидејќи ова е убава идеја кога веќе ја давате, подобро е така, со оглед на тоа кога ќе појдеме, да кажеме, на некоја изложба, ќе дојдеме и ќе погледнеме, да кажеме, онака, само да ги видиме предметите, а тоа што е пишено, дали ќе го прочитаме, дали не, па се види, па не се види, па лошо, па не е читко и се заменуваме. А кога веќе ќе ви се представи, најубава комбинација звук преку музиката, да. Жив збор и слика, што ќе се комплетира. Мултимедијалната презентација, сигурно. комплетно. Па добро, јас мислам дека она што го заокруживме, сме задоволни од соработката што имавме, сме задоволни од она што го слушнавме и сигурна сум и знам дека многу повеќе од сето она што го кажаме ќе се реализира. Многу работи кои што и кај нас доаѓаат и кај вас со оглед на тоа што секогаш има по нешто интересно што се случува и во центарот, и во театрот, постојано има некои новини. И секогаш сме во контакт и многу ми е драго кога јас многу сакам луѓе кои што навистина професионално си работат, а со Центарот за култура и со театарот навистина имаме соработка на многу високо професионално ниво, што се однесува до тоа секогаш сме известени и секогаш сме тука за да го пропратиме секој настан. А се со цел, драги мои кумановчани, да го збогатиме нашиот културен, општествен живот. Значи, да си дозволиме да излеземе, да отидеме на изложба, да отидеме на една убава театарска представа, не само на изложба, да отидеме на концерт, да отидеме на било какво музичко случување. Дали е во прашање филхармонија, дали е концерт од пијано, дали е промоција на книга, дали има било каков тип на случување, многу е убаво кога ќе си дозволите, ако не повеќе, барем еднаш неделно да отидете и да си го збогатите вашиот културен живот. Сепак, многу убаво чувството кога ќе отидете и кога ќе си дозволите да си пропратите на концерт, да кажеме, од виолина и од кларинет или без разлика кој тип на музика, или па кога некој се потрудил да напише книга и тоа да го поделите со вас, да ви се довери некој со своите мисли, со сето она што го внел во таа книга. Значи, тоа чувството е прекрасно кога ќе го поделите со тие луѓе. А сето тоа е во
наша и во ваша корист, да научиме и да видиме нешто повипаметно. А да не зборуваме за театарските представи кои навистина можат да ве воздигнат, да ве просветлат дури до тој степен што една представа да си дозволите да погледнете на вистина ќе ви значи многу и ќе ве држи со денови. Значи, посебно што, како и што рече господин Костовски, ние сме такви луѓе, некако многу повеќе ги сакаме комедиите. И навистина убаво и чувството после тоа, кога ќе си дозволите една представа. Така, во право сте, и ние одиме секогаш пред публиката со таква мисла да споделиме заеднички убав момент, затоа што сите уметности се занимаваат со убавото. И она што можам сега да искористам можноста, заблагодарувајќи се за нашето присуство тука, да ги поканам гледачите за она што ни е најактуелно во моментов, а тоа е вечерашнава представа Жена од минатото, 13-та реприза, преубава представа со до сега полн капацитет, верувам дека и вечерва ќе биде полн капацитет. Така. И изложбата на акварели, што е една од највредните изложби што ги имаме годинава, поставена во Центарот за култура. Так. Нека повелат гледачите, нека се уверат во нашите зборови што ги утрово истакнавме. Така. Сигурно. Значи, почитувани гледачи, повелете вечера. Или може да ја пропратите изложбата, после тоа да се отидете на представа. И така да, тоа е еден од, можеби, најлесните начини за да може да избегаме од сето она што ме окружува, од она секојдневното трчање по обврски, од сите оние проблеми кои сите нас на таков или онаков начин не мачат, но кога ќе можете да се дозволите, ова ви е наједноставен начин да си заминете во театар или во Центарот за култура. Тоа е она зашто јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време, што не гостувавте. Ви благодарам што сте секогаш тука на нашиот повик. Се надевам дека ќе биде онака како што навистина си се организираме и како всушност си го сработиме она што сме го планирале. Сепак треба да се подработи малку доколку сакаме нешто да реализираме, а ние сме вредни и ние ќе се потрудиме да биде се онака како што денеска и разговаравме. Почитувани гледачи, тоа е се она што се надевам дека бевме доволно атрактивни да не следите до крај. Доколку не успеавте да пропратите се од почеток до крај, нашето репризно издание е утре во попладневниот термин, поточно во 15 часот и 10 минути. По емитување на репризата, сите наши емисии можете да ги следите на YouTube на интернет. Тоа е се за денеска. До утре во исто време. Пожелувам пријатен и убав ден.